Се сеќавате ли што зборувавме минатата сабота навечер? Ајде да видиме колку памтите. Никој не сега. Значи можем истата тема да ја држам. Се шалам. Не. Ова е продолжеток всушност на таа тема. Зборувавме за дрвото на животот, да ве подсетам. И што кажавме? Еве, само мал вовет. Да, сега брат Зоран за му текна. Поточно, Библијата како дрво на животот, тоа беше темата. Да. Значи, дрвото на животот го имаме споменато на самиот почеток од Библијата. Битие 2 глава и Битие 3 глава и потоа го немате се до Откровение 22 глава. Значи, она дрво на животот, физички, кое што било присутно во Едем. Во 3 глава, откако нашите прародители изгрешиле, им бил забранет, односно биле истерани од Едемската градина, им бил забранет влезот таму и допирот до тоа дрво на животот. И спасените ќе можат слободно да берат, да вкусуваат, да јадат од дрвото на животот, дури спасените. Значи, на новата земја, за тоа имаме опис во Откровение 22 глава, и рековме што правиме сега во тој меѓупериод, можеме ли ние да имаме живот вечен, затоа што нели меѓу другото дрвото на животот, така Господ осмислил да дава, да го продолжува животот, значи да дава, за разлика од сите други дрва, добри дрва во градината, кои што на некој начин нели давале животна енергија и така натаму, сепак ова било посебно, значи го одржувала тој вечен живот или батериите, да кажам, на луѓето. И рековме дека, заклучивме минатата сабота, дека Библијата, Божето Слово, е тоа дрво на животот за нас денес. Или, ако сакате, може и Христос, а Христос е Словото. Што спомнавме во Битие 2.9, да не отваряме сега, Битие 2.9, Откровение 2.7 и Битие 3.3 се спомна овие се стихови кои што укажуваат на тоа, на интересен момент, барем за мене многу интересен, дека и двете дрва, и дрвото на животот и она другото, кој што ќе го нарекувам денес дрвото на смртта, биле во непосредна близина, среде градината. И Адам и Ева буквално секојаш имале избор тука, пред очите им бил изборот, живот или смрт. Господ јасно им кажал што ќе се случи ако наберат од дрвото на смртта, односно на познавање на доброто и злото. Но ѓавол ги измамил, како што и секојаш не мами, да сгрешиме, погрешиле, го направиле тој престап и биле истерани и немале веќе достапност до дрвото на животот, вкусувајќи, значи, од дрвото на смртта, всушност, си ја загорчиле својата судбина и на сите нам денес, не дека само они се виновни, и ние имаме избор, и ние правиме избор секој ден. Но да видиме првин, да се осврнеме малку на кратко, еве веќе спомнав на тоа дрво на смртта, на последиците од првиот престап, првиот греф, еве така носи наслов 3 глава Битие, од Битие. Што се случува со првиот греф, откако Адам и Ева паднале во тој прв греф, првиот престап? Едноставно, сите понатаму се грешни. Ја наследуваа таа природа и гревот едноставно со таква голема брзина се шири на земјата и можеме да кажеме, има во Новиот Завет убави стихови, меѓутоа јас ќе се послушам сега со стихот 14 псалм, стихови од 14 псалм, 2 и 3 стих ќе ги читам. 14 псалм, 2 и 3 стих.
Господ гледа од небесата на човечките синови за да види дали има некој разумен кој го бара Бога. Видите какви последици предизвикал овој прв престап. Сите свртеа заедно. Сите се расипаа. Нема кој да прави добро, нема ни еден. Слични стихови имате во Римјаните, во Новиот Завет. Или Исаија 53:6 што вели? Сите заскитавме, значи сите скитавме како овци и секој одеше по својот пат. Место по Господовиот. Или 143 псалм, 2 стих. 143, 2 стих. Не оди на суд со твојот слуга, зашто никој жив не е праведен пред тебе. Го судот се оди. Никој жив не е праведен пред Господа. Ние се оправдуваме благодарики на таа жртва и на планот Господов. Сите сгрешија. Една огромна последица. Значи, сега ги гледаме последиците од тој прв престап. Со тоа што се дрзнали, значи Адам и Ева, да наберат од плодот на тоа дрво кое што Господ единствено им забранил. Проклество. Си навлекле проклество со овој прв престап и затоа читаме во Битие 3 глава, тука имаме, што имаме, 14 стих. Тогаш Господ Бог и рече на змијата, значи прво ја проколна змијата. Бидејќи го направи тоа, проклета ќе бидеш меѓу сите зверови, меѓу секое полско животно. По мевот ќе се влечеш и прав ќе јадеш сите денови на својот живот. Нема повеќе да леташ. Ќе бидеш едно језиво суштество, или како да кажам, македонски збор, сега тука грозно, да. Сите ќе се плашат од тебе. Проклество на змијата, проклество на жената, 16 стиха на жената и рече, ки ти ги умножам многу маките на твојата бременост, во маки ки ги раѓаш децата, твојот копнеш ки биде кон мажот твој и тој ки владее над тебе. Од 17 до 19 имаме проклество над човекот, над мажот и над земјата. На човекот му рече, значи Господ вели, затоа што го послуша гласот на својата жена, та јадеше од дрвото за кое ти заповедав, велејки не ке јадеш од него, земјата ќе е проклета заради тебе, во маки ќе се храниш од неа сите денови на својот живот, ќе ти раѓа трње и троскот и ти ќе јадеш полски растенија, со пот на своето лице ќе јадеш леп додека не бидеш земен, прав си во прав ќе се вратиш. Страшни проклетства, значи. Над змијата гледаме овде жената, човекот, земјата. Смртта како една голема последица дошла со првиот греф. Да, не умреле во истиот ден, но пресудата била донесена во тој ден. Во истиот ден, како што Господ кажал. И, како што вели коментарот, таа условна безсмртност, што човекот ја имал, преминала во безусловна смртност. И овде дури гледаме и повеќе од смрт. Затоа што луѓето се одвоиле од изворот на живот воопшто. Од тугеност, од фрленост, Битие 3 глава 22 до 24, веќе го напомнав тоа, меѓутоа да читаме Битие 3 глава 22 до 24. И Господ Бог рече, еве човекот стана како еден од нас, знаејќи го доброто и злото, да не ја испружи сега раката и да набере од дрвото на животот, па да јаде и да живее вечно. Затоа Господ Бог го испрати надвор од Едемската градина, за да ја обработува земјата од која е земен. И го истера човекот и насили источно од Едемската градина. Херовими со пламенен меч, кој се вртеше околу за да го штитат патот кон дрвото на животот. Нема пристап веќе до дрвото на животот. Од тугеност, од Бога, од фрленост. Сега, да видиме што носи дрвото на животот. Рековме 22 глава Откровение, значи цела Библија. Ке ја свртиме на некој начин во 22, последната глава од Библијата. Да видиме што носи дрвото на животот, за разлика од овие последици што дошле како резултат на гревот и
тоа што Адам и Ева скинале од забранетиот плод, од дрвото на смртта. Откровение 22:14. Еден стих кој што е со катастрофален превод во Константинов, еден од ретките, да ќе речам, но јас ќе го прочитам така како што е, па подосна ќе коментирам и на вистинскиот превод. Вели, блажени се оние кои ги перат своите облеки за да имаат право на дрвото на животот и за да можат да влезат во градот низ портите. Кои се блажени? Оние кои што ќе ги исперат, ќе ги перат своите облеки и тие ќе имаат право на дрвото на животот. Ако читаме во Откровение 7:14, ќе видиме во што ги испрале своите облеки, или веќе знаеме? Во што ги испрале? Во крвта Христова. Добро. Ако читаме 11 стих погоре, во контекст вели, кој врши неправда, нека врши уште неправда, и кој е нечист, нека се онечистува уште, кој е правда, нека врши уште правда, и кој е свет, нека се осветува уште. Дрвото на животот носи праведност сега. За сметка на гревот. И 14 стих, ако го прочитаме онака како што е, блажени се кои? Оние кои што го држат Божиот закон. Тие ќе имаат право на дрвото на животот. Место грев, овде сега дрвото на животот ни презентира праведност, затоа и законот е во центар, или ако го прочитав и поинаку стихот. Потоа живот, Откровение 22:5. Ова дрво носи живот, односно претходно исцелување. Место она проклетство, сега имаме исцелување или повлекување на проклетствата. И исцелување, 22 глава од 1 до 3 читаме. И ми покажа чиста река со вода на животот, бистра како кристал, која истекува од престолот на Бога и на јагнето. Среде незината улици од двете страни на реката дрвото на животот, кое раѓа 12 плодови, кое секој месец го дава својот плод, а лисите на дрвото се за исцелување на народите. И почетокот од 3 стих вели, и нема веќе да има никакво проклетство. Проклетството го донесе она другото дрво, ова носи исцелување. Обнова. Живот носи истото тоа дрво, тоа го читаме во 5 стих, но вели нема да има веќе и неќе им биде потребна светлина од светилка, се однесува ова на градот, Ерусалим, ни светлина од сонцето, зашто Господ Бог ќе ги осветлува и ќе владеат, како? Во век и веков, вечно. Еви го животот, односно вечен живот. Помирување, за разлика од она оттугеност и отфрленост. Имаме помирување во 3 и 4 стих од истата глава читаме. И нема веќе да има никакво проклетство, тоа го прочитавме, и престолот на Бога и на јагнето ќе биде во неа, и неговите слуги ќе му служат и ќе го гледаат неговото лице и неговото име ќе биде нивните чела. Немаме отфрленост, оттугеност, ќе го гледаат Отецот, неговото лице, тука ќе бидат блиски, за разлика од последицата која што ја видовме во Битие 3 глава на крајот, значи кога били исфрлени Адам и Ева од Едемската градина. Значи сега гледаме дека сосема спротивни ефекти имаме од дрвото на животот. Сега во Библијата се спомнува едно друго дрво. Не Библијата, за Библијата зборувавме. Дела 5:30. Кој е тоа дрво? Кој имаме света вечер, најчесто за каква тема јас сакам да зборувам, ми кажувал неколку пати. За крстот. Крстот е тој кој што треба да биде издигнат, односно жртвата дадена на тој крст. Дела 5:30. Бог на нашите татковци го воскресна Исуса, кого вие го обесивте на дрво и го убивте. Да, овде се спомнува дрво, и тоа беше дрво, значи дрвен крст беше. Да. Второ Коринќаните 5:21. Второ послание до Коринќаните 5:21. Да видиме сега какви ефекти носи ова дрво, односно жртвата, пред се, нормално.
Прво послание до Коринјаните 5:21. Се извинувам, второ послание до Коринјаните. Тој е последниот стих всушност од оваа глава. Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Исус стана грев за нас, за да ние се оправдаме. Значи, ние добиваме оправдување. Оправдани сме преку жртвата, која што беше дадена на тоа дрво. Прво Петрово 2:24. Што друго носи ова дрво? Голготското дрво. Прво Петрово 2:24. Тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, е уште еднаш потврдна за тоа како не оправда, та ние умирајќи за гревовите да живееме за правдата, преку неговите рани ние се исцеливме. Ово го цитира Петар, го цитира Исаија 53 глава, 6 стих мислам дека беше. Преку ова дрво имаме исцелување. Преку жртвата. Јован 3:16, да не го читам, не, сите го знаеме на памет. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој што ќе верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Живот вечен ни дава тоа дрво, жртвата на тоа дрво. Помирување, затоа читаме во Римјаните 5:10. Еве ги истите ефекти како што ги дава и дрвото на животот, она вистинското, мислам, во Откровение 22 глава, на новата земја, која што ќе биде. Реков Римјаните 5:10. Зашто ако сме помирени со Бога преку смртта на неговиот син, додека бевме непријатели, толку повеќе веќе помирени ќе се спасиме во неговиот живот. Значи, токму преку жртвата и сме помирени. Преку тоа голготско дрво на животот, можеме да го кажеме, да го крстиме. Сега, како Господ го обезбедил сето ова? Прво Петрово 2:24 читавме дека сме оправдани со тоа што ги зеде Христос Исус нашите гревови врз себе, ние добиваме оправдување. Галатјаните 3:13. Послание до Галатјаните 3:13. Христос не откупи од проклетството на законот откако стана проклетство за нас, зашто е пишено проклет да е секој кој виси на дрво. Исцелување. Христос Исус стана проклетство за нас. Целото проклетство, сушност на гревот падна врз него, ние за да добиеме исцелување, да нема веќе никакво проклетство. Римјаните 5:6. Зошто уште додека бевме слаби, Христос умре во определено време за безбожниците. Умре за да ние живееме, за да ние имаме живот вечен. Значи, преку смртта Христова, преку тоа што Тој се предаде за нас, не оправда, земајќи ги нашите гревови врз себе, Тој стана проклетство за нас, за да ние имаме исцелување, умре заради нас, за да ние живееме, и како ја зеде оттугеноста врз себе. Тој помина низ една таква оттугеност од Бога, значи, што е својствено на втората смрт, значи, од што велеше на крстот, кои беа оние познати негови зборови. Или лама савахтани. Боже мој, зошто ме остави? За ние да не бидеме оттугени од Бога. Чеве ги истите ефекти. Затоа со право велам дека ова е голготското дрво на животот. Жртвата што беше принесена. Преку таа жртва добиваме оправдување. Проклетството е далеко од нас, односно добиваме исцелување, добиваме живот вечен и добиваме повторно спојување со Бога, нема никаква оттугеност. Истите ефекти кои што ги видовме од дрвото на животот во Откровение 22 глава. Ќе превршиме на оваков начин, Откровение 2:7.
Кој има умо нека чуе што им говори духот на црквите. На оној кој победува ќе му дадам да јаде од дрвото на животот, кое што е среде Божиот рај. Еве го оној стих кој што укажува на тоа покрај оние во Битие дека дрвото на животот е среде Божиот рај. Но човек треба да биде победник за да има достапност, да му биде дадено да јаде од дрвото на животот. Како победуваме? 1 Јованово, 5 глава, 4 и 5. Нешто слично на Откровение, 22 глава, оној стих. Но да прочитаме 1 Јованово, 5 глава, 4 и 5. Зашто се што е родено од Бога го победува светот, и ова е победата која го победи светот, нашата вера. Кој е тој кој го победува светот, ако не оној кој верува дека Исус е Божи син? Родени од Бога, наново родени, нашата вера. Со вера, прифаќајќи ја таа Христова жртва, она што го нуди тоа голготско дрво на животот, ние можеме да бидеме победници. И стиховите кои што ги спомнавме и минатиот пат, кога зборувавме за Библијата како дрво на животот, јас би со нив завршил во Јован 6 глава. Знаете онаа беседа, која што често пати ја презентираме во вакви моменти за света причест. Јован 6 глава, 51 стих. Јас сум живиот леп што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леп, ќе живее довека, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело што ќе го предадам за животот на светот. 53 и 54. Тогаш Исус им рече: вистина, вистина велам, ако не го јадете телото на човечкиот син и не ја пиете неговата крв, не ќе имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има вечен живот и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Ова значи дека да се прими овие зборови што ги прочитавме, значи да се прими Христос како личен спасител. Тоа значи, и според она што го читавме минатиот пат, да се јаде од дрвото на животот. Го примаме Христа со тоа што еве ќе примиме од повторно, обновувајќи го заветот денес, и од лебот и од виното, повторно ја примаме Христовата жртва. И Христа како наш личен спасител, и нема поинаков начин за спасение на било кој од нас, на било кој од човештвото, освен преку Христа и прифаќајќи ја таа жртва која што беше дадена на тоа голготско дрво. И тоа значи и да се јаде од дрвото на животот. А всушност овие стихови може да се применат и во контекст на читање и студирање и проучување на Словото Божие, така на тој начин и јадеме и пиеме од неговото тело и неговата крв, и тоа исто така значи насладување од дрвото на животот. Нека Господ ни помогне да денешниот чин кој што е пред нас биде тоа, насладување, примање од тоа дрво на животот, голготското во овој случај, дрво на животот, и нека на сите нас применото бесквасно лепче и бесквасното вино биде за живот вечен. Нека му е слава на Господа. Амин.